Почитувани, владата на Зоран Заев должи одговор пред јавноста за сите сомневања за незаконитости врзани со довчерашната министерка за финансии Нина Ангеловска. Приватните компании на Заеви и на Ангеловска земале државна антикризна помош, додека стотици компании редат клуч на врата. Заев треба да одговори на кој начин неговата довчерашна министерка искористила над половина милион денари државна помош за нејзината приватна фирма, додека стотици други имаат клуч на врата. И фирмата на Заеви Еленица доби државна помош од над 800.000 денари. Дали парите за државна антикризна помош се наменети за полнење на приватните джебови за политичари од власта? Нина Ангеловска ја нема во составот на оваа влада, но тоа не значи дека може да избега од одговорност. Зад Нина Ангеловска и Зоран Заев, како нејзин шеф, остануваат една пропадната банка и афера од 200 милиони евра, с големен долг од 1 милиарда евра и 40.000 невработени. Тоа е наследството на Зоран Заев. Илјадници пензионери ќе останат без пензии, илјадници други без своите заштеди во Евростандард банка, а Нина Ангеловска од позиција министер за финансии си ги извлече своите 250.000 евра пред да пропадне банката. Огромен скандал, огромна афера. Пропаѓа банка на која должник и сеструмички фирми блиски до Заеви, министер, односно Ангеловска, си ги вади стотиците илјади евра среде афера тешка 200 милиони евра. Почитувани, и додека економијата тоне, селективноста на власта за делење помош го предизвикува тоа, министер за финансии Нина Ангеловска 3 месеци од државната каса си делела плати на своја фирма. Бесрамно си додели државна помош на своја фирма од буџет со кој што треба да управува. Среде епидемија трпат луѓе, енергенсите поскапуваат, економијата тоне, ама министерот за финансии си ги спаси парите од банката во пропаст и зема пари од буџетот за да исплати плати на своја фирма. Дали владата на Зоран Заев ќе побара истрага од институциите за кривична одговорност за Нина Ангеловска за можни злоупотреби на својата положба во два наврати, или ќе премолчи и ќе го сокрие скандалот, чекајќи да помине, заради струмичките фирми кои што влечеле кредити без покрити од банката, но и заради помошта за платите земени за фирмите на фамилијата Заеви. Почитувани, министрите на Заев се неговата слика и прилика, криминал, лаги и злоупотреби. Тоа мора да застане, државата тоне во долгови заради нивните злоупотреби. Одговорност мора да има. Ви благодарам.